Во продолжение, почитувани го повикувам градоначалникот на општина Радовиш, господинот Сашко Николов, да ви се обрати и да ви го честита овој значаен празник, пошто ќе следува доделување на награди и признанија за најдобрите наставници од сите училишта во општината. Почитувани просветни работници, почитувани присутни. Го чествуваме 24 мај, големиот ден на просветата и на светите браќа Кирил и Методи. Во 11 век црквата го прогласила 24 мај за ден на светите просветители Кирил и Методи. Денот во Македонија прв пат бил одбележан на 11 мај 1860 година во црквата Света Богородица во Скопје. Символиката на овој датум е земена поради тоа што на тој ден започнала славната Моравска мисија. Мисија за опесменување на словенските народи од страна на нашите свети браќа Кирил и Методи. Двајцата браќа се почитувани во Источната православна црква како светци со титули еднакви на апостолите. Нашата гордост како македонци е дотолку поголема бидејќи тие го ширеле христијанството преку книгите што со глаголско писмо ги превеле на јазикот на нивната мајка Солунјанката Марија, тоест на македонски јазик. Поради тоа, со право можеме да кажеме дека Кирил и Методи се македонски, словенски просветители. Вечерва, почитувани, со гордост го славиме овој ден, потенцирајќи ги сите наши успеси и достигнувања во сферата на образованието, а тие се навистина забележителни и исклучителни. Бидејќи како никогаш досега во историјата на општина Радовиш не се вложувала во образованието како во последната деценија од нашата современост. Од особена важност е, почитувани, не само да се вложува во образовната инфраструктура, туку и во унапредување на образовниот процес и во стимулирање на образовниот кадар, но секако и на учениците. Се со цел да се поттикне еден нов циклус на надпревар за поквалитетно образование. Од тие причини, општина Радовиш одамна почна со доделување на ученички стипендии за најталентираните ученици, но ги наградува и сите наставници и ментори на учениците кои што освојува први, втори и трети места на државни и меѓународни надпревари. Секако, во таа смисла, една од позначајните компоненти на стимулација е изборот на и прогласувањето на најдобрите наставници во одделенска и предметна настава, како и најдобар наставник во следното училиште. А од оваа година еве воведуваме и нова пракса да прогласиме најдобри и од детската градинка Ацо Караманов, од која ќе прогласиме и наградиме најдобри воспитувачи и најдобри негователи за 2014, односно 2015 година. Почитувани, во тој дух на растење во сферата на образованието, дозволете ми да ви го честитам овој голем празник и да ви посакам уште поголеми успеси. Благодариме на градоначалникот Сашко Николов, а сега, почитувани, дозволете ми во име на Комисијата за избор на најдобри наставници и просветни работници за учебната 2014-2015 година да ви известам дека од страна на 5 основни општински училишта и од средното училиште за најдобри наставници на општинско ниво беа предложени следните наставници. Добрин Трајанов, Виолета Станкови, Марика Јанева, Трајан Харистова,
Го замолувам представникот од семејството на професорот Ѓорѓе Ѓорѓиев да го прими признанието. Признание се доделува на Весна Костадинова. Тања Николовска. Мара Стојменова. Милева Тодорова. Ристова Радица. Ристов Драган. Јасмина Апостолова. Марија Тимова. Им честитаме на признанијата на најдобрите наставници од сите училишта и градинките за учебната 2014-2015 година и им посакуваме и понатамошни успеси. Како што ви беше и најавено, почитувани за крај, имаме можност да ја проследиме театарската представа со деца од 9 одделение од Основното училиште Крсте Петков Мисирков од Радовиш, деца на сонцето од Распарчената земја, работена според мотиви од ганските текстови на Јордан Плетнеш, а во режија на наставникот Томе Апостолов и со техничка подршка на наставниците Маријан Шарковски и Ѓорги Јанев. Втора година поред даваме посебно значење на 24 мај, денот на сесловенските браќа Кирил и Методи. Со пригодна свеченост, значи го обележуваме со одредена програма, и ви имавте прилика и сами да забележите во делот на програмата. Исто така, еве од минатата година восстановивме една пракса да ги наградиме на добрите наставници во оделенска и во предметна настава, како и во средното образование, а еве од оваа година ја надополнивме таа наша идеја со оддавање на признание и наградување и на воспитувач и неговател од јавната установа детска градинка Ацо Караманов. И се до тоа го правиме во насока се со цел да го стимулираме образовниот процес, да ги стимулираме наставниците и се до тоа го надополнуваме на сите одредени чекори кои претходно ги имаме преземено во делот на стимулацијата, како што се наградите и признанијата на сите тие наставници, во делот на ученичките стипендии, како и сите оние ученици од Радовиш, од сите основни и средното образование кои што постигнуваат успеси на државни и меѓународни надпревари. Ние како општина знаеме тоа да го цениме и соодветно да го наградиме, како што реков, се со цел да биде тоа само дополнителен стимул за дополнителни резултати и достигнувања. Така, имаше прекрасна представа, ваше будување за представата која што се одржа денес овде? Па да ви кажам искрено, се уште сум под емоции, навистина прекрасно, еве, искрени честитки на режисерот, наставникот Постолов Томе, како и на сите актери кои што беа дел од оваа представа. Навистина сум изненадена, бидејќи до последен момент не знаев кој ќе биде и покрај тоа што знаеме дека сите сме заслужни за ова признание во редот на наставниците, но сепак пријатно сум изненадена и благодарна на организацијата на општината за оваа чест на просветните работници. Ова веројатно е после долгогодишната работа моја во училиштето во Крсте Петков Мисирков, работа со децата, емоциите се, знаете како ќе добиете награда, секој сте возбудени и среќен. Пред време знаевте дека сте номинирани? Не знаев. Па јас не дојдов во училиштето и ме викна директорката, вика дека ќе те предложиме за најдобар наставник. Што јас го чекав многу порано, многу повеќе и шум така реков, се согласи и готово. И затоа па еве сега гледам дека ме предложи и за најдобар наставник од кај сите наставници. Зад мене на распарчена Македонија, а пред мене подвижен гроб. Се постило векот, со кушум и веќе во моето срце. Јас
што сакам да изменам. Ги корнеле од утробата непознати војници трите деца. Буки, веди, па ајбо, нив да ги молиш. Танец! Танецот на мртвите! Вардар, и Вардар, и Егеј, и Пири, обединети да бидат. Ако Господ го вразуми нашиот народ, ако си ги подадеме раце, Крачам како недоведна. За да те стигнам. Да представата Деца на сонцето од распарчената земја те подготвувавме 3,5 месеци. Да прва премиерата беше на патрониот празник на училиштето Крсти Петков Мицерков на 17 ноември 2014 година. Со истата представа која предизвика голем одек во радовишката публика, настапувавме и на драмскиот аматерски фестивал во Кочани, каде што на општо задоволство ја добивме втората награда, престижна награда за најдобар сценски говор. Инаку представата Деца на сонцето, распарчената земја, е според мотиви од Јордан Плевнеш, наш популарен писател, кој се бави со оваа тематика претежно. И Од каде инспирацијата за вакво сценарио? Инспирацијата ја добив според монолошките искажувања на артистот Петар Темелковски. И со децата упорно работевме цели 2,5-3 месеци пред премиерата. Мислам дека децата го надмина својот максимум и самите се надмина себе си.